Центарот на нашиот главен град станува се по-големо проблематично место за живење. Од снимките кои што ги слушнавме од телефонските разговори, видовме дека Никола Груевски е главниот планер, главниот архитект, главниот реализатор. Не постои ниту стручна расправа, ниту јавна анкета, граѓаните не се прашуваат воопшто. Проектот ги надмина 600 милиони евра инвестиции и сам по себе веќе представува тесно грло во градот, но секако и огромен проблем. Инфраструктурната поставеност, целосната поставеност на објектите, нивната нефункционалност и недимензионираност уште од сега предизвикуваат огромни проблеми, а секако проблемите ќе бидат се позначајни како времето одминува. Сообраќајниот метеж кој што се јавува во центарот на градот не само што не е решен, туку тој дополнително се искомпликува. Затоа одлучивме да во духот на она за кое што се залагаме, ние од СДСМ, градоначалникот Андреј Жереновски и советниците од целата опозиција, градиме партнерство со граѓаните и граѓанските организации, создавајќи фронтови на одбрана на главниот град. Секако во духот на таа борба се и нашите активности кои што веќе се презимаат овде за Кеот, за Дебар Мало, за гаражата во Автокоманда и секое она место кое што извршната власт ќе се обидува да го узурпира. За жал, пред наши очи се сечат 10-летни дрвца, се уништуваат паркови. Целата оваа работа пред очите на скопјани и на сите граѓани на Македонија, сите знаеме дека е недозволиво. Доаѓа време кога власта ќе се врати во граѓаните. Апсолутно нема да дозволиме повеќе без јавни анкети, без стручни расправи, без консултација на стручната јавност, да некој си наговестува и имплементира самоволие. Тоа апсолутно не е дозволиво, посебно заради тоа што се работи за нашиот главен град. Денеска со нас е и градоначалникот Жереновски и советниците од Центар, или јас сум со нив, за да наговестиме една одлука која што денеска Советот ќе ја донесе, но секако ќе биде исклучиво во полза на граѓаните и заштита на централното градско јадро. Не се работи за некој наетење, некој реваншизам или некоја си гола политика помеѓу опозицијата и власт. Се работи за изнаоѓање на законски дозволиви единствени можности кои што стојат на располагање на општина Центар преку одлуките на градоначалникот и Советот. Прогласувањето на туристичка сезона апсолутно забранува секаков вид на градби и се работи за појас кој што го ограничува Кеот, улицата пред Холидеј Ин, парламентот, вклучувајќи ги скалите и секако овде каде што завршуваат градбите до плоштадот во Скопје. Решенија мора да се изнајдат преку јавна дебата заедно со граѓаните и сите овие луѓе. Да помине улицата овде преку сите овие настрешници, кафичи кои што се поставуваат во средина, апсолутно е дрскост и безобразие. Остануваме секако отворени како локална власт во Центар, ние представени преку советниците, секако и градоначалникот, да се изнајде транспарентно решение во интерес и на градот и на граѓаните.